Почитани съветници, я отварям 20-та седмица на Съветът на община Струмица. На 20-та седмица на Съвет присъствува 23 съветника. Покрай член на Съветът на седмицата присъствува известители по точките от дневният ред, представници на общинската администрация и представници на стреса за явно информиране. Ами ги няма да се. Почти съветници. За 20-та седмица на Съвет на община Струмица го приемам дневният ред, ще ведоствам с решението за свикване на седмица. Во-1 Содопис брой 08, църтичка 1357 Крозла от 21.12.2019 година ведоствам предлогът за допълнение на дневният ред СО. Точка 1 Под брой 1.8 предлог отлука за нанесуване на детайлен романически план за блок 10 УЕ6 Струмица, планския офът по улицата 134 Гоце Делчев, община Струмица. 2.9 предлог отлука за утвърдение потреба от нанесуване на романическа планска документация за прочитане на планския офът за КП брой 2573 Калбанско и 3.10 предлог отлука за утвърдение потреба от нанесуване на романическа планска документация за прочитане на планския офът за КП брой 693 Кал Рич. Почитани съветници, с оглас на изборният законник се намят на иста така потребата за включване на още една допълнителна точка в дневния ред, относно предлог отлука за определение на места за изтъкнуване плакати за председателски избори 2019 година в община Струмица, koja допълнително точка я имате пред вас и во која се наведени истите локации и услови кои ще бе наведени и во одлуката за определение на места за изтъкнуване на плакати за референдум 2018 година во община Струмица. Исто така сакам да нагласам и дека председателът на организационния отбор на Струмички карнавал с допис брой 08-1547/9 от 26.2.2019 година я повлекла точка 6 относно правилникът за организиране и реализация на Струмичкият карнавал. И с това точката с реден брой 7 стана точка с реден брой 6, а предложение допълнително точки ќе бидат с реден брой 7, 8, 9 и 10. Дали някой сбара сбор по предложение на дневен ред и дадените измени и допълнения? Поверите. Господин Александър Донев, поверите. Благодарам, председателя. Почитувани колеги съветници, почитувани известители. Врз основа на деловодникот за работа на Совет на община Струмица, барам допълнување на дневниот ред со точка во врска со Комисија за мандатни прашања за оставка на член од управен одбор, која не ја достави сега пред почетокот на седницата. Пак ја прочитам оставката. Од Александър Николов со адреса на живење улица 5 ноември, број 70, Струмица, член на управен одбор на ЈПЕД Струмица Газ, Струмица избран со одлука на Совет на община Струмица, решение број 08-93-21/7 од 15.11.2018 година. Врз основа на член 14 од Законот за локална самоуправа го известувам горе наведениот наслов дека поднесувам неповиклива оставка од функцијата на член на управен одбор во ЈПЕД Струмица Газ Струмица, именно врз основа на одлуката на Советот на община Струмица, утврдена со решение број 08-93-21/7 од 15.11.2018 година, во законски предвидениот рок поднесов известување, барање за надворешно ангажирање, кое моје право е утврдено согласно член 59 од Законот за управата за јавни приходи. На ден 28.12.2019 година од страна на Управата за јавни приходи е донесено решение број 04.7247/4, со кое не ми се одобрува надворешно ангажирање како член на управен одбор во ЈПЕД Струмица Газ Струмица. Имајќи го предвид решението на Управата за јавни приходи и одлуката донесена во ова решение, која одлука е своеверно и самостојно право единствено на директорот на Управата за јавни приходи и истата е предвидена во член 59 став 3 од Законот за управа на јавни приходи. А под страф од дисциплинска одговорност, доколку не постапам по решението од решението број 04-7247/4 од 28.12.2018 година, која одговорност е наведена во член 59 став 5 од Законот за управата за јавни приходи, ве известувам дека поднесувам неотповиклива оставка од функцијата член на управен одбор на ЈПЕД Струмица Газ Струмица.
Почитувам председател на Совет на община Струмица, доколку во идеја се создадат искрени услови за соработка, ви стојам на располагање со мојот личен интегритет, професионално искуство и знаење да помогнам во напредувањето на општинските услуги. Благодарам. Благодарам. Бидејќи се распишени председателски избори, па можеме да ставаме точка на дневен ред, па и комисијата да се произнесе што ќе прави во таков случај, за да не има последици по членот на управниот одбор. Кој е за дополнување на 11-та точка на дневниот ред? Добро, значи да формулираме произнесување на комисијата. Разгледување на оставка. Разгледување. На член на управен одбор. Струмица газ беше. Газ. Как беше името? Александър. Ирена Бабан, процедурално. Повелите. Благодарам, председателе, почитувани колеги. Мене ме интересира како денес ќе го обезбедиме потребата од јавност, дали се поканети медиумите и на кој начин ќе известуваме процедурално. Благодарам. Секретарот на општината ќе извести. Согласно измените во Законот за аудио и аудиовизуални медиуми, постои забрана за рекламирање на државните органи на единиците на локална самоуправа и затоа од тие причини, мислам, единиците на локална самоуправа не смеат да предвидуваат средства за запознавање на јавноста со своји услуги или активности преку приватни радиодифузери. Инаку, и тоа значи дека од 1. јануари во буџетот на општина Струмица не смеат да се предвидуваат такви средства. Се надеваме дека ќе дојде, дека овој закон ќе претрпи некои измени. Инаку сите медиуми се известени и поканите уредно во истиот момент кога и вие ги добивте материјалите за оваа седница. Инаку оваа седница ќе биде снимена, има тонски записи, ќе се изготват записник кој ќе треба да се усвои од ваша страна и на тој начин и ќе го прикачиме истиот и на нашата веб страница. Значи сите записници. Да, тоа ќе биде аудио запис, односно ќе биде во пишена верзија, оној записник кој го усвојувате на седница ќе биде прикачен на нашата веб страница, за да може јавноста да биде уредно запознаена. Благодарам. Бидејќи имаше повлекување на точки, додавање, па ќе прочитам дневниот ред и ќе огласаме. Под точка 1 предлог одлука за утврдување на приоритет и соучество на проект за атмосферски канал во село Габрово, општина Струмица. 2. Предлог одлука за утврдување на приоритет и соучество на проект за фаза 2 на улица со шеталиште во село Градско Балдоци, електрични инсталации и оправа. 3. Предлог одлука за усвојување на анекс од спогодбата за начинот и условите за заедничко организирање на извршување на линијскиот превоз на патници за општините Струмица, Босилево, Василево и Ново село. 4. Предлог одлука за усвојување на акционен план во област на вработување, домување, образование и здравство за период 2019-2021 година. 5. Предлог програма за дополнување на програмата за изработка на урбанички плани на подрачје на општина Струмица за 2019 година. 6. Информација за состојбата на јавната безбедност и безбедност во сообраќајот на патична подрачје на општина Струмица за период од 1.7.2018 до 31.12.2018 година. 7. Предлог одлука за донесување на детален урбанички план за блок 10 УЕ6 Струмица, плански офат помеѓу улиците 1, 3, 4 и Гоце Делчев, општина Струмица. 8. Предлог одлука за утврдување
потреба од донесување на урбаничко-планска документација за проширување на плански офат за КП број 2573 као Банско. 9. Предлог одлука за утврдување потреба од донесување на урбаничко-планска документација за проширување на плански офат за КП број 623 као Рич. 10. Предлог одлука за определување на места за истакнување плакати за председателски избори 2019 година во општина Струмица. 11. За разгледување на оставка на член на управен одбор на Струмича газ на Александар Николов. Кој е за дневниот ред? Врз основа спроведената глас констатирам дека сојот со 23 гласа за, без нитен против, без воздржан, го усвои дневниот ред. Согласно член 84 став 2 од деловникот на советот, предвиден по точките со сродни меѓусебно поврзани содржини да се води заедничка расправа. И тоа: прво, предлагам заедничка расправа да се води по точки реден број 1 и реден број 2, односно по предлог одлуката за утврдување на приоритет и собствено учество на проект за атмосферски канал во село Габрово, општина Струмица, и предлог одлуката за утврдување на приоритет и собствено учество на проект за фаза 2 на улица со шеталиште во село Градско Балдовци, електрична инсталација и опрема. Второ, предлагам заедничка расправа да се води по точки со реден број 8 и реден број 9, односно по предлог одлуките за регулирање на статусот на бесправно изградени објекти. Предлог го ставам на гласник. Кој е за? Кој е против? Дали има воздржани? Констатирам дека советот со 23 гласа за, без нитен против, без нитен воздржан, донесе заклучок под број 1 заедничка расправа да се води по точки со реден број 1 и реден број 2, и 2 заедничка расправа да се води по точки со реден број 8 и реден број 9. Согласно заклучокот за спроведување на расправата, преминуваме на работа по првата и втората точка од дневниот ред. Предлог одлука за утврдување на приоритет и собствено учество на проект за атмосферски канал во село Габрово, општина Струмица, и предлог одлука за утврдување на приоритет и собствено учество на проект за фаза 2 на улица со шеталиште во село Градско Балдовци, електрична инсталација и опрема. Предлог одлуките беа на дневен ред на седница на Комисијата за финанси, буџет и локален економски развој. Го повикам председателот на комисијата да поднесе извештај и даде предлог до советот. Повелите. Благодарам, председатели. Почитувам председател, почитувани колеги, членови на советот, почитувани известители по точките од дневниот ред и останати присутни. Комисијата за финанси и буџет и локален економски развој, согласно седницата што се одржа на 26.2.2019 година, ги разгледа точките предлог одлука за утврдување на приоритет и собствено учество на проект за атмосферски канал во село Габрово, општина Струмица, и предлог одлука за утврдување на приоритет и собствено учество за проект фаза 2 на улица со шеталиште во село Градско Балдовци, електрична инсталација и опрема. Комисијата констатира дека општина Струмица ќе аплицира со овие два проекти на јавниот повик за прибирање на предлог проекти за развој на подрачјата со специфични развојни потреби, како и за развој на селата за 2019 година, и тоа: за првиот проект општина Струмица ќе учествува со 5%, а за вториот проект општина Струмица ќе учествува со 50%. По разгледување на горе наведените точки, врз основа на одделно спроведено гласање, комисијата донесе одделни заклучоци, со кои на советот му предлага: прво, да донесе одлука за утврдување на приоритет и собствено учество на проект за атмосферски канал во село Габрово, општина Струмица, со следниве измени и дополнувања. Во членот 3, кај што не е наведен износот, се заменува со зборовите: износ од 78.058 денари со ДДВ. И второ, да донесе одлука за утврдување на приоритет и собствено учество на проект за фаза 2 на улица со шеталиште во село Градско Балдовци, електрична инсталација и опрема. Благодарам. Благодарам. Отварам претрес по предлог одлуките и предлози од комисијата. Дали некој бара збор? Доколку некој не бара збор, го заклучувам претресот и предлог одлуките со предлозите од комисијата, поединечно ги ставам на гласни. Прво на гласање ставам точка 1, односно предлог одлуката за утврдување приоритет и собствено учество на проект за атмосферски канал во селото Габрово, општина Струмица. Кој е за? Кој е против? Дали има воздржани?
Врз основа спомената огласка ще дека сојот од СО 23 гласа за, без еден против, без еден воздържан, донесе одлука за утврдување на приоритет и собствено учество на проект за атмосферски канал во село Габрово, општина Струмица. Второ, на гласен стан точка 2, односно предлог одлуката за утврдување приоритет и собствено учество на проект за фаза 2 на улица со шеталиште во село Градско Балдо с електрични инсталации и опрема. Кој е за? Кој е против? Дали има воздржани? Врз основа споделената огласна, констатирам дека СО-тот со 23 гласа за, без нитен против, без воздржан, донесе одлука за утврдување на приоритет и собствено учество на проектот за фаза 2 на улица со шеталиште во село Градско Балдовци, електрични инсталации и опрема. Преминува на работа по трета точка дневен ред. Предлог одлука за усвојување на анекс кон спогодба за начинот и условите за заедничко организирање на извршување на линискиот превоз на патниците за општините Струмица, Босилово, Василево и Ново село. Предлог одлуката беше на дневен ред на седница на Комисијата за урбанизам, комунални дейности, заштита на живата среда. Го повикам председател на комисијата да поднесе извештај и даде превод до СО-тот. Повелите. Благодарам, председателя. Почитувани члена на СО-тот, почитувани известители по точка дневен ред. Комисијата за урбанизам, комунални дейности, заштита на животната средина и природата на седницата ще се одржи на 25.2.2019 година и ја разгледа предлог одлуката за усвојување на анексот кон спогодбата за начинот и условите за заедничкото организирање на извршување на линискиот превоз на патници за општините Струмица, Босилово, Василево и Ново село. Комисијата констатира дека со оваа предлог одлука се усвојува анекс со кој се врши изменување и дополнување на спогодбата за начинот и условите за заедничко организирање на извршување на линискиот превоз на патници за општините Струмица, Босилово, Василево и Ново село со број 09/9015/7 од 5.11.2018 година во однос на возните редови, одобрени од Министерството за транспорт и врски, а заради полесна имплементација на истите. Имајќи го пред погоре наведеното, комисијата донесе заклучок со кој на СО-тот му предлага да донесе одлука за усвојување на анексот кон спогодбата за начинот и условите за заедничко организирање на извршување на линискиот превоз на патници за општините Струмица, Босилово, Василево и Ново село. Ви благодарам. Благодарам. Отворам претрес по предлог одлуките и предлог од комисијата. Дали некој ба разбор? Доколку некој не ба разбор, го заклучувам претресот и предлог одлуката со предлогот од комисијата го ставам на гласне. Кој е за? Кој е против? Дали имам воздржани? Врз основа на споделената глас констатирам дека СО-тот со 23 гласа за, без ниту еден против, без ниту еден воздржан, донесе одлука за усвојување на анексот кон спогодбата за начинот и условите за заедничко организирање на извршување на линискиот превоз на патници за општините Струмица, Босилово, Василево и Ново село. Преминува на работа по четврта точка дневен ред. Предлог одлука за усвојување акционен план во областа на вработување, домување, образование и здравство за период 2019-2021 година. Предлог одлуката беше на дневен ред на седница на Комисијата за финанси, буџет и локални економски развој. Го повикал председател на Комисијата за финанси и локални да поднесе даде предлог до СО. Има ли не? Добро, се извинувам. Процедурално. Врз основа на овластување број 09.1586 консервирано од 27.2.2019 година од име на градоначалникот на општина Струмица ја повлекувам ова точка од дневниот ред. Добро. Преминува на работа по петата точка од дневниот ред. Предлог програма за дополнување на програмата за изработка на урбанички планови на подрачје на општина Струмица за 2019 година. Предлог програмата беше на дневен ред на седница на Комисијата за урбанизам, комунални дейности, заштита на животната средина. Го повикам председател на комисијата да поднесе извештај и даде превод до СО-тот. Поверите. Благодарам. Комисијата за урбанизам, комунални дейности, заштита на животната средина и природата на седницата ще се одржи на 25.2.2019 година и ја разгледа предлог програмата за дополнување на програмата за изработка на урбанистички планови на подрачјето на општина Струмица за 2019 година. Комисијата констатира дека со оваа предлог програма се предлага следните дополнување. Во глава 4
локална урбанистичка планска документација со која се уредува користењето на просторот вон планските офати, во табелата по реден број 25 се додава нов реден број 26, објект ЛУПД за КПБР 2907 као Велюса вон градежен опфат која парцела е окружена од источна страна со КП број 5925, од западна страна со КП број 2908 и КП број 3201, од северна страна со КП број 2905 и КП број 2906 и од јужната страна со КП број 3202, КП број 3209, КП број 3210, КП број 3211 во као Велюса вон градежен опфат. По систем на самофинансирање се работи. Ова е иницијатива од физичко лице. Ви благодарам. Отворам претрес по предлог, програмата и предлогот од комисијата. Дали некој ба разбор? Повелете. Ви благодарам, председателе. По оваа точка барам образложение од страна на известителот за причините и потребите. Добро, благодарам. Повелете. Почитувани советници, во однос на предлогот за дополнување на програмата за изработка на урбанистички планови на подрачјето на општина Струмица за 2019 година, до општина Струмица е поднесена иницијатива од страна на физичко лице Стојанова Сузана за изработка и донесување на локална урбанистичка планска документација за катастарска парцела број 2907 катастарска општина Велюса вон градежен район. Согласно Законот за просторно и урбанистичко планирање, сите иницијативи поднесени од страна на физички и правни лица ќе бидат разгледувани од страна на комисијата, која ќе донесе предлог до Советот за усвојување. Значи, во иницијативата само се определува опфатот и потребата за донесување на планска документација. Намената и намерата што понатаму ќе се разгледува дополнително која ќе биде доставена планска програма преку електронскиот систем и урбанизам. Немам дополнителни прашања. Благодарам. Дали уште некој ба разбор? Доколку некој не ба разбор, го заклучувам претресот и прво програмата со прво од комисијата ставам на гласни. Кој е за? Кој е против? Дали има воздржани? Врз основа спроведените гласи констатирам дека Советот со 23 гласа за, без ниту еден против, без еден воздржан донесе програма за дополнување на програмата за изработка на урбанистички планови на подрачјето на општина Струмица за 2019 година. Преминуваме на работа по шестата точка од дневниот ред. Информација за состојбата на јавната безбедност и безбедноста во сообраќајот на патишта на подрачјето на општина Струмица за период од 1.7.2018 до 31.12.2018 година. Информацијата беше на дневен ред на седница на Комисијата за јавна безбедност, безбедност во сообраќајот и противпожарна заштита. Го повикувам председател на комисијата да поднесе извештај да даде превод до Советот. Повелите. Почитуван председател, почитувани колеги советници, почитувани известители, Комисијата за јавна безбедност, безбедност во сообраќајот и противпожарна заштита на седницата што се одржа на 25 февруари ја разгледа информацијата за состојбата со јавната безбедност и безбедноста во сообраќајот на патиштата на подрачјето на општина Струмица, споредбено за периодот 1.7.2018 до 31.12.2018 година со периодот од претходната година. Комисијата констатира дека во информацијата јасно се гледа дека бројот на сторените прекршоци од областа на Законот за прекршоци против јавниот ред и мир
во 2018 година е значително намален во споредба со бројот на прекршоците во 2017 година, со тоа што во 2018 година бројот на сторени прекршоци е 85, а во 2017 година бил 115. Исто така, комисијата констатира дека согласно направените анализи со бројките од страна на секторот за внатрешни работи, причина за најголем број на сообраќајни незгоди е брзото возење, па согласно погоре наведеното, комисијата предлага секторот за внатрешни работи Струмица во иднина да достави во колку е возможно податок во кој ќе биде наведено во кој денови од неделата и во кој период од денот се случуваат најчесто овие сообраќајни незгоди, единствено и со цел да бидат преземени соодветни мерки за намалување на истите. По обемната расправа и дадените известувања по оваа точка од дневниот ред од присутните членови на комисијата, се донесе заклучок и на овој совет му се предлага да ја усвоиме информацијата за состојбата на јавната безбедност и безбедноста во сообраќајот на патиштата на подрачјето на општина Струмица за периодот од 1.7.2018 до 31.12.2018. Ви благодарам за вниманието. Отворам претрес по информацијата и предлогот од комисијата. Дали некој го разбор? Повелите, советник Ирена Бабановска. Благодарам, председателя. Еве накратко, ако може само известителот да ми каже за каков прекршок се работи кога станува збор за правни лица, чиј што број за разлика од другите во споредбени дадени во 2017 пораснал за 5. Ме интересира само за каков прекршок се работи. Доколку знае да ми објасни. Благодарам. Почитуван председателя, почитувани съветници и почитувани известители. Значи, кога кажуваме за правни лица, станува збор за правни лица, поточно угостителски објекти, каде што се непосредно констатирани прекршоци од областта на јавниот ред и мир. Најчесто прекршоци станува збор за прекршоци присуство на малолетници, или после 24.00, станува збор за прекршоци со констатирана поголема бучава, односно гласна музика, бидејќи по законот за јавниот ред и мир, прекршоци против јавниот ред и мир, покрај глобата предвидена за физичките лица, поточно одговорните лица во правните лица, предвидена е и казна за самите правни лица. Исто така и прекршочни санкции, односно забрана за вршење на дејност. Тоа е за... Ви благодарам. Ме интересираше отприлика за каков тип на правно лице се работи и што е кој прекршок и што е сторено понатаму превентивно. Благодарам. Дали има некои други прашања од советници кон командирот? Нема. Повелите, командир на вас. Бидејќи некој не го разбор, го заклучувам претресот и информација со предлогот од комисијата ставам на гласне. Кој е за? Кој е против? Дали има воздържани? Присуствено спределените гласи, констатирам дека советот со 23 гласа за, без ниден против, без се воздржан, донесе заклучок. Се усвои информацијата за состојбата на јавната безбедност и безбедноста во сообраќајот на патишна подрачна општа Струмица за периодот од 1.7.2018 до 31.12.2018 година. Преминуваме на работа по седмата точка од дневниот ред. Предлог одлука за донесување на детален уrbanistički план за блок 10 6 Струмица, плански офат помеѓу улиците 1, 3 и 4 и Гоце Делчев, општина Струмица. Предлог одлука беше на дневен ред на седница на Комисијата за урбанизам, комунални дејности, заштита на живата средина. Го повикам председател на комисијата да поднесе извештај и даде превод до съветот. Повели. Благодаря. Комисијата за урбанизам, комунални дејности, заштита на животната средина и природата на седницата што се одржа на 25.2.2019 година ја разгледа предлог одлуката за донесување на детален урбанистички план за блок 10 урбана единица 6 во Струмица, плански офат помеѓу улици 1, 3, 4 и Гоце Делчев во општина Струмица.
на град Струмица се мисли. Комисията констатира дека деталниот урбанистички план за блок 10 урбана единица 6 во Струмица, плански офат помеѓу улици 1, 3 и 4 и Гоце Делчев, град Струмица, плански офат 2013-2018 година е со површина од 28,73 хектари. Истиот е изработен од стан Арт Дојел Куманово со технички број 03.1/04/120 од јануари 2019 година и е со граничен офат од југ со оската на магистралната улица Гоце Делчев, дел од магистрален пат М6, од север со оска на улица број 4, од исток со оска на улица број 1 и од запад со оска на улица број 3. Имајќи го предвид погоре наведеното, комисијата донесе заклучок со кој на својот му предлага да донесе одлука за донесување на детелен урбанистички план за блок 10 урбана единица 6 Струмица, плански офат помеѓу улици 1, 3, 4 и Гоце Делчев, град Струмица. Ви благодарам. Благодарам. Отворам претрес по предлог одлуката и предлог од комисија. Дали некој ба разбор? Поведите, Александър Данов. Благодарам, председателя. Барам од известителот објаснување во врска со една парцела што е предвидена во блок 10, кој што се гледа од скицата дека останатите парцели се поделени, а таа е оставена една цела огромна парцела. Зошто е оставена, а не е поделена? Почитувани советници, во однос на одлуката за донесување на детален урбанистички план за блок 10 урбана единица 6, повеќето парцели кои се поделени представуваат приватна собственост. Значи, изработката на планот и на поделбата на градежни парцели е во однос на катастарската основа, ажурираната подлога. Што се однесува до парцелата која е поголема, станува збор за земјиште во собственост на Република Македонија, кое ќе биде предмет на понатамошна процедура, дали продажба на земјиштето во пат на јавна лицитација и така натаму. Другите парцели се поделени во однос на собственоста, приватната собственост на земјиштето. Това е ли допълнително предвид? Дали општина Струмица не може да изврши поделување на самата парцела од економски аспект? Нема ли да биде поисплатливо да се подели самата? Вака, намената на целиот детален план, како и на оваа парцела, е Г2, лесна и незагадувачка индустрија. Од аспект на технолошкиот процес, во пракса за генамена се оставаат поголеми површини, зависност на нивната понатамошна процедура. Значи, парцелата има право собственикот подоцна да ја подели со архитектонско-урбанистички проект или општината доколку има друг некаков интерес. Благодарам, Софија. Дали уште некој ба разбор? Толку некој не ба разбор, заклучувам претресот и предлог одлуката со предлог од комисијата, ја ставам на гласник. Кој е за? Кој е против? Дали е воздржане? Врз основа на споделената глас, констатирам дека со 14 гласа за, без еден против и 9 воздржани, донесе одлука за донесување на детален урбанистички план за блок 10 УЕ6 Струмица, плански офат помеѓу улиците 1, 3 и 4 и Гоце Делчев во општина Струмица. Согласно заклучокот за спојување на расправата, преминува на заедничка расправа по точки со реден број 8 и реден број 9, однос по предлог одлуките за регулирање на статусот на бесправно изградените објекти. Предлог одлуките беа на дневен ред на седница на Комисијата за урбанизам, комунални дейности и заштита на живата средна природа. Го повикам председател на комисијата да поднесе и ще даде предлог до Советот. Благодарам. Комисијата за урбанизам, комунални дейности, заштита на животната средина и природата
на седницата ще се одржи на 25.2.2019 година. Ги разгледа предложените одлуки за постъпка согласно закон за постъпување со бесправно изградени објекти, со кои се предлага утврдуваме потреба за донесување на урбанистичко-планска документација за усогласување на намената на градежно земјиште или проширување на плански опфат, со што се возможува регулирање на статусот на одделни бесправно изградени објекти на подрачјето на општина Струмица. По увидот во предметите и подадените до објаснување од раководителот на секторот за урбанизам и комунални дејности, комисијата се произнесе по предложените одлуки и донесените одделни заклучици со кои на советот му предлага: под 1, да донесе одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко-планска документација за проширување на планскиот опфат за КПРО 2573 во КАО Банско, и под 2, да донесе одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко-планска документација за проширување на планскиот опфат за КПРО 693 во КАО Рич. Значи, и двете точки се однесуват за проширување на планскиот опфат, со оглед на тоа што со увидот во предметите се гледа дека се објектите изградени вон планскиот опфат, односно вон опфатот на населеното место. Ви благодарам. Отварам претрес по предлог одлуките и предлог. Дай некој ба разбор. Доколку никој не ба разбор, го заклучувам претресот и предлог одлуките со предложите од комисијата, поединечно ги ставам на гласне. Прво на гласне ставам точка 8, односно предлог одлуката за утврдување на потребата од усвојување на урбанистичко-планска документација за проширување на плански опфат за КП број 2503 КАО Банско. Кој е за? Кој е против? Дали имам воздржани? Врз остварувањето глас констатирам дека советот со 23 гласа за, без 1 против, без воздржан донесе одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко-планска документација за проширување на планскиот опфат за КП број 2573 КАО Банско. Второ на гласен ставам точка 9, односно предлог одлуката за утврдување потреба од донесување на урбанистичко-планска документација за проширување на планскиот опфат за КП број 623 КАО Рич. Кој е за? Кој е против? Дали има воздржани? Врз основа спореденото глас констатирам дека советот 23 гласа за, без нитен против, без воздржан донесе одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко-планска документација за проширување на плански опфат за КП број 623 КАО Рич. Преминува на работа по 10-та точка од дневен ред. Предлог одлука за определување на места за истакнувани плакати за председателските избори 2019 година во општина Струмица. Поради фактот што, како што и погоре напоменав, во оваа предлог одлука се наведени истите локации и услови кои што беа наведени во одлуката за определување на места за истакнувани плакати за референдум 2018 во општина Струмица, донесена од наша страна, сметам дека нема потреба дополнителни излагани и обоснување по истите, и поради тоа отварам претрес со предлог одлуката. Дали некој ба разбор? Доколку никој не ба разбор, го заклучувам претресот и предлог одлуката ставам на гласне. Кој е за? Кој е против? Дали има воздржани? Врз основа спореденото глас констатирам дека советот со 23 гласа за, без 1 против, без воздржан донесе одлука за определување на места за истакнувани плакати за председателските избори 2019 година во општина Струмица. Предлагам 5 минути пауза за комисијата да се произнесе по оставката на Александър Николов. Ајде, точка 11, да се произнесе комисијата за оставката на член на управен одбор од Струја за газ Александър Николов. Благодарам, председателе. Комисијата, значи, одлучи да, значи, точката биде ставена на дневен ред кога ќе се создадат услови, односно после изборите, бидејќи е доставена, значи, барање за неотповедлива оставка и законот вика дека од аспект на одредбите на законот и спречување на корупцијата, а во врска со одредбите на изборниот закон, од денот на донесувањето на одлуката за распишување на избори па до завршувањето на изборот за избор на градоначалник или членови на Советот, односно до конституирањето на Советот на
общината и градот Скопје. Постои законска пречка да се разрешуваат и именуваат членови на управни одбори и надзорни одбори, освен во случај каде што нивниот мандат е завршен, при што може да се именува вршител на должност. Мислам дека со членската одредба и со барањето е заштитен нашиот колега и на првата наредна седница ќе биде поставена точка на мандатната комисија. Благодарам. Добро. Не се однесува за наш колега. Како? Не се однесува за наш колега. Александър Николов е. Добро, советник мислах. Добро. Тај смисъл. Бидејќи не се законските услови исполнети, ќе чекаме да се исполнат, па тогаш ќе ставиме на точка на дневен ред и ќе ја гласимо став. Сега нема ништо што да гласим. Со тоа констатирам дека сите точки од дневен ред се исцрпени и во 12:15 ја затварам 20-та седница на Советот на општина Струмица.